Ова година заедно со телото за управување со ИПАРД фондовите и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и руралниот развој продолжуваме со кампањата за спроведување на инфоденови наменети за сите заинтересирани за користење на финансиските средства од ИПАРД 2 програмата. Целта на оваа кампања е да ги доближиме мерките од ИПАРД 2 до сите потенцијални корисници, да ги разјасниме сите информации околу начинот на поднесувањето на барањата, потребната документација и секако бенефитите што ги нудаат мерките. Овој месец инфоденовите се наменети за информирање и појаснување во условите за поднесување на барањата за мерката 3, а тоа е инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Од ИПАРД 2 програмата денеска ќе имаме можност да поставуваат прашања за се што ги интересираат во врска со мерката и со условите за аплицирање. Јавниот повик на ова мерка е веќе во тек и рокот за поднесувањето на барањата е до 11 февруари. Мерката им овозможува на фирмите и на земјоделските задруги да инвестираат во отварање на преработувачки капацитети и опрема, при што 50% од инвестициите ќе им бидат вратени. Мерката 3 се однесува на инвестиции за преработувачки капацитети, за млеко и млечни производи, месо и производи од месо, вклучително јајца и живина, овошје и зеленчук, житарици, мелнички продукти и скроп, растителни производи и маснотии од животни, шира, вино и оцет. Вкупно на располагање на овој повик се 13,3 милиони евра. Изминатите 3 години, како Министерство, заедно со Платежната агенција, бевме фокусирани на улеснување на административните процедури за мерките од ИПАРД 2 програмата. Со единствена цел да ја зголемиме искористеноста на инструментот за предпристапна помош на Европската Унија, што е важно за прилагодување на земјоделскиот сектор и руралните средини, како заеднички земјоделска политика на Европската Унија. Крајниот бенефит го имаат земјоделците, затоа што преку модернизирање на производство и создавање на конкурентни земјоделски производи ќе имаме поголеми приходи од производството. Заклучно, со 31 декември минатата година, засега објавените повици од ИПАРД 2 програмата вкупно се склучени 1481 договор со вкупна вредност од 32,8 милиони евра. Реализирани се вкупно 893 инвестиции, за кои апликантите поднесените барања за исплата за финансиската поддршка се во висина од 14,4 милиони евра. Од поднесените барања, Платежната агенција има процесуирано 824 барања, при што се исплатени вкупно 12,5 милиони евра финансиска поддршка. Ова е прв пат Република Северна Македонија да не враќа пари во ЕУ поради слабата искористеност. Туку напротив, поради зголемиот интерес, ќе ни бидат потребни уште пари за дореализација на програмата. Само за споредба, во текот на целиот програмски период од ИПАРД 1 програмата 2007-2013 беа вклучени 1369 договори со вкупна вредност од 48,5 милиони евра. Од нив реализирани се 1091 договор со вредност од 33,8 милиони евра. Вкупна вредност на исплатената финансиска поддршка за реализација на договори изнесуваше 16 милиони евра, односно искористеноста на ИПАРД 1 изнесуваше само 17%. Овие податоци се доказ дека нашите политики за ефикасноста и искористеноста на европските фондови даваат позитивни резултати, а Република Северна Македонија е успешен пример во регионот за искористување на европските фондови. Благодарам. Благодарам, министер.